Одделот за труд на САД неодамна го казни Макдоналдс во Кентаки, Индијана, Мериленд и во Охајо, откако беше откриено дека незаконски ангажирал 300 деца да работат во рестораните, извршувајќи должности премногу опасни за малолетници. Во Луивил, Кентаки, 10-годишни деца без да земат плата, понекогаш работеле до 2 часот по полноќ, од кои едното работело и со фритеза, соопшти одделот за труд. Агенцијата Reuters откри дека деца, некои од нив на возраст од 12 години, работеле во Алабама во 4 продавници за делови за автопроизводителите Hyundai и Kia. Истражувањето на New York Times пак откри дека нелегални практики на детска работа во синџирите за снабдување на Ford, General Motors, J.Crew, Walmart, Target и Whole Foods. За фискалната 2022 година, одделот за труд регистрирал 688 случаи на деца вработени на работни места за кои е утврдено дека се опасни за нив, што е најголема бројка од 2011 година. I'm talking about things like mining, working in meatpacking plants. Зборувам за работи како оние во погони за пакување месо, покриви, копање ровови, работа со експлозиви. Одделот за труд откри вработени деца во погоните за пакување месо уште од 2019 година. Експертите велат дека имиграцијата е една од причините за порастот на злоупотреба на детскиот труд. Само во изминатите 2 години, одделот за здравство и човечки услуги забележал дека околу 250.000 деца мигранти пристигнале во САД без придружба на возрастни. Those kids are desperate for jobs and for income. Тие деца се очајни за работа и за приход за да го испратат назад во Централна Америка и Мексико. Тие исто така треба да платат такси за да стигнат до САД. Морам да кажам, компаниите навистина пропаѓаат без оглед на стандардите и процедурите што ги усвоија за заштита од детскиот труд. Според Сдруженијето за можности за земјоделски работници, околу 400 до 500.000 деца на возраст од 12 до 17 години работат во земјоделскиот сектор во САД. Некои сојузни држави им дозволуваат на децата над 10 години да работат на фарми. Одделот за труд забележува и дека земјоделството е имуно на некои федерални закони во врска со минималната плата и платата за прекувремена работа. We have exemptions to the Fair Labor Standards. Имаме исклучоци согласно законот за фер работни стандарди кои им дозволуваат на децата на 12 години да работат неограничени часови на полиња се додека не пропуштаат училиште. Маки и Берковиц додаваат дека многу деца кои ги напуштаат таквите работни места поради новинарски извештаи за неправедни работни практики често завршуваат на слични работни места оти се очајни за пари. When we think about the kids who are most vulnerable. Кога размислуваме за децата кои се најранливи, треба да прашаме зошто тие треба да работат за да се издржуваат себе си и нивните семејства и што можеме да направиме за да ги решиме основните причини за сиромаштијата, што ги туркаат на опасни работни места. Според Националниот центар за деца во сиромаштија, над 11 милиони деца во САД моментално живеат под прагот на сиромаштијата.